civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Не само што не е во линија со европските вредности, не е ни во линија со европските принципи. Треба да разликуваме помеѓу вредности и принципи. Едното доаѓа во рамки на семејството и во процесот на социализација, дали е тоа примарна или секундарна, другото е принцип кој што треба и мора да биде инкорпориран во правниот поредок. Тоа што се гради зид помеѓу една етничка група и друга етничка група, не само што не е во согласност со европските вредности, не е ни во согласност со европските принципи, односно правниот поредок нели во нашата држава, каде што меѓу другото имаме највисок правен акт кој што нели го гарантира принципот на еднаквост, принципот на солидарност и ред другите работи што треба да ги инкорпорираме не само во нашето секојдневно општење, не само во нашето секојдневно делување, туку и во нешто што се вика нели креирање на политики на локално и на национално ниво. И би се надоврзал на европските принципи, знаете, за да бидеме дел од Европската унија треба да исполнуваме одредени критериуми. Тука алудирам на Копенхашките критериуми, каде што меѓу другото е почитување и напредување на правата на малцинствата, особено нели на ранливи категории како што се ромите во нашата држава. Се согласувам дека медиумите се едни од креаторите или некои што влијаат за креирање на јавното мислење, но и дека имаме веќе нешто опипливо, дека веќе имаме нешто прагматично каде што можеме да го оптимизираме и да го користиме како правец за некои реформи. Дали е тоа, не знам, во невладиниот сектор или во владиниот сектор, дали е тоа на локално ниво или на национално ниво. Тука алудирам на прогрес репортите што веќе ги имаме од Европската комисија, во рамки на кои што меѓу другото се збори за соодветна и правична застапеност на малцинските групи во нашата држава. И тука се разбира се и ромите во нашата држава, каде што знаеме дека не се застапени во оваа политичка гарнитура, во повисоките ешалони на истата гарнитура. Значи тука алудирам, не знам, немаме заменик министри, немаме министри, па дури немаме ни директори, како што претходно имавме во претходната политичка гарнитура. Тоа е нешто што е прагматично и тоа е нешто што може да го користиме како алатка за донесување на некои позитивни промени уште еднаш, не само на локално, туку и на национално ниво. Сега, во однос на другата поента, што преземаме и како преземаме и ред други работи, кој е ауткамот од истите иницијативи, ја би рекол, сега за сега е многу добар. Имаме нели национални институции за човекови права, вклучувајќи Народниот правобранител, вклучувајќи го највисокиот суд во нашата држава, Уставот на Република Северна Македонија, што го употребувавме како механизам за да нели кренеме прашања околу некои прашања и проблеми со кои се соочуваат малцинските групи во нашата држава. Тука алудирам не само на правичната и соодветната застапеност, туку и нели знаете за делот со правото на образование, за делот со тоа дека 40.000 деца не беа во можност поради нивната социоекономска состојба да ја следат онлайн наставата и дека од една страна Министерството за образование ни бара образованието да биде задолжително, од друга страна не ни овозможува еднакви услови за да го следиме истото образование. И не само што не е во согласност со европските вредности и принципи, туку не е ни во согласност со уште еднаш највисокиот правен акт во државата, Уставот на Република Северна Македонија, кој што меѓу другото бара еднакви услови, овозможување на еднакви услови за правото на образование, како и бара едно од принципите е принципот на правична и соодветна застапеност. Да, можеби имаме соодветна застапеност, делумна соодветна застапеност, но немаме правична застапеност. Соодветната е во делот со бројките, за разлика од визави правичната, која што е во делот со позициите кои ги окупираме во јавната администрација, што патем ги немаме. Немаме ни пат од правична застапеност за жал. Многу добро прашање. Самиот предлагач на измените, новите измени на Законот за основно и средно образование, Министерството за образование имено јавно има потенцирано дека околу 40.000 нема да бидат во можност да ја следат онлайн наставата. Од една страна, од друга страна имаме платформа која што е достапна речиси во сите јазици кои што се говорат во нашата држава, но не е достапна на ромски јазик. Ако сакаме да бидеме држава која што претендира да биде дел од Европската унија, не смееме да имаме такви испади во меѓународната заедница. Секако за истото и за истата иницијатива не само што се информирани меѓународните јавноправни организации, туку се информирани и меѓувладините организации кои што го мониторираат прогресот на нашата држава. И се надеваме дека истото прашање, не само во делот со образованието, особено во делот со правичната и соодветната застапеност, ќе биде инкорпорирано во следниот прогрес репорт на комисијата во однос на реформите кои што ги имплементира сегашната власт
на национално и на локално ниво. Се почнува од нас и промените почнуваат од нас. За нас имаме процес на социализација, каде што нели индивидуата прими информации, врз резултат на тие информации создава собствена јас, создава перцепција, создава слика за светот. И имаме секундарна социализација, која што е надвор од рамките на семејството, која што се гради нели со вакви дебати, размислување на процес на образование и така натаму и така натаму. И сега, ако имаме вредности во рамки на семејството, каде што не учат дека не знам, треба да седиме мирни за тоа што нели тетката со цто ќе дојде ќе не украде, или ако имаме семејства каде што или секојдневно општење каде што цто го потребуваме во негативна конотација и генерализираме цела една етничка група, секако дека ние како индивидуи кога ќе дојдеме во допир со припадник на таа етничка група, сакале или не келе, барем подсвесно ќе имаме одреден степен на, да не речам анимозити, ама ќе имаме одреден степен на некоја тензија во однос на било што поврзано со таа индивидуа од таа етничка група. Сега тука се разбира, алудирам на ромската етничка група. И кога ќе одреден да бидеме носители на јавни функции, сакале или не келе, тие вредности ќе ги носиме заедно со себе. Сакале или не келе, свесно или несвесно, ќе ги инкорпорираме во тие политики на локално или на национално ниво. И секако, како добар пример е изградбата на ѕидот. Наместо да градиме мостови кои што ќе ги поврзуваат две различни етнички групи, ние градиме ѕид кој што не само подсвесно, туку апла визуелно ќе ги сегрегираат тие две етнички групи. Сега замислете тие кои ќе пораснат поради нели недостатокот на комуникација, поради недостатокот на било какви реформи што ќе ги спојат, секако дека тие две етнички групи ќе имаат одредени тензии. Не само во секојдневното општење уште еднаш, туку кога и ќе бидат носители на јавни функции, ќе ги инкорпорираат тие вредности во јавните функции. Сега тука доаѓа моментот на принцип, што е многу добра работа. И тука доаѓа нели и теоретскиот и оперативниот аспект на правото, каде што ти вели дека не треба да не сакате, но треба да не почитувате. И тоа е разликата. Знаете како што велат англичаните, you can't win the heart, but you can regulate the behavior. Или со други зборови, можеби не можам да го регулирам твоето, можеби не можам да те натерам да ме сакаш, но ќе го регулирам твоето однесување, ќе те натерам да ме почитуваш. Зашто? Затоа што правичната рамка ти го налага истото. И тоа не треба само уште еднаш да ни биде инкорпорирано во секојдневното општење, уште повеќе треба да биде манифестирано од креаторите на јавни политики. Дали е тоа на локално, на национално, па дури и на меѓународно ниво. Имаме политички партии, но имаме и чинители во власта. И нашиот фокус е чинителите во власта, носителите на политики во власта. И тука треба да се фокусираме. Истите носители на власта, тоа што го говорат во рамки на кампањите, треба да го практикуваат и отпосле кога ќе дојдат на власт. И тоа е таа цела филозофија или вредност или принцип каде што треба да се фокусираме. Имајќи во предвид меѓународната заедница, знаете, меѓународната заедница е толку многу добро инсталирана, што се што е корица се гледа од авион, се што е фасада се гледа од авион. И вистинските реформи и промени, кога ќе бидат на место ставени, тогаш и меѓународната заедница како таква ќе го индицира тоа и ќе ни дава простор и време за наша евроинтеграција. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.